Јас на ова седница, посветена на Денот на жената, нема да говорам за убави работи, затоа што овие денови излего на површина многу сведоштво од жени, чии животи секојдневно се подзакани под опасност. Животи кои се во опасност, затоа што сите владеачки елити досега изградија систем во кој некомпетентните кадри убиваат, партизацијата убива, корупцијата убива, неказнивост убива, скрија пијавата во фиока убива. Кога нас не се повторуваат трагедии, каде сторителот на семејното насилство имал богата историја на кривични пријави и самоизречени условни пресуди, каде на МВР им требало 45 дена за да го известа Центарот за социјална работа, каде во центрите за социјални работи не се врши никаква проценка за ризик, кога обвинителството со месеци не постапува, кога сето ова е пракса, а не е исклучок, тогаш веќе ние не говориме за системски пропусти, туку говориме за свесно изграден погрешен систем кој чини човечки животи. Многу е кажано и говорено за статистики, за тоа дека сме рекордери во фемициди, за зголемениот број на пријави на семејно насилство, за тоа дека Македонија е држава која е трета во Европа по број на фемициди, за мизерниот број на шелтри кои функционираат, речиси без ресурси, и затоа главна вест во главниот град е дека се извил дури еден стан од 40 квадрати за жртвите на семејно насилство. Додека кај нас се говори во медиумите за купување на авиони, ние имаме сведоштви на жртви на семејно насилство кои велат дека на полицијата и требало дури 2 часа да пристигне на местото на настанот, затоа што изговорот кој пристигнало било дека немале гориво за возилата. И затоа јас не можам да зборувам за убави работи во држава која поседува дури 3000 службени возила, во држава каде кладилници донираат телеци на интервентната полиција, ама затоа никогаш не се потребни донации за спарагуси и папаи. Јас не можам да говорам за убави работи во држава каде очигледно не постои систем за заштита на жртвите, туку постои систем за заштеда над жртвите. Не може 35 години да ни се повторуваат истите нефункционалности на институциите и не може сите партии на власт кои 35 години се дел од овие институции после секоја трагедија само да изразуваат сочувство и да соопштуваат дека допрва ќе се детектираат пропустите во системот. Не може владеачките елити континуирано да бидат слепи за нефункционалноста на институциите кои токму тие ги изградиле. Македонското општество и минатата година посведочи уште едно убиство на жена и нејзиниот татко во Велес, каде иако жртвата собрала храброст и постојано пријавувала, цели 10 месеци траел институционалниот молк и од МВР, и од обвинителството, и од центрите за социјална работа. Една година после оваа трагедија, министерот на МВР соопштува дека ќе се прача телеграма до сите полициски службеници да повикуваат на информативни разговори сторители на семејно насилство. Иако сметам дека досега имаше и премногу поводи да се изврши еден сериозен ветинг и на полициските службеници и да се ревидираат сите пријави на семејно насилство кои биле евидентирани само како поплаки за да не стигнат до обвинителството или се чуваат во фиока. И за немањето на политичка волја конечно да видиме санкција за оние кои ги чувале пријавите во фиока е тоа што и после 5 месеци од трагичниот случај во Велес се уште се води една предистражна постапка за 11 полицајци кои не постапиле и се уште не е утврдена одговорност. Се додека се штитат оние кои биле должни да постапат, а не постапиле, се додека персоналната одговорност се крие за бирократско префрлање помеѓу институциите, затоа што оние кои не постапили имат одредени заслуги кон партијата на власт, се додека институциите се третираат како биро за вработување на партиски кадри наместо на професионалци, се дотогаш ова ќе е систем кој убива. Јас прочитам еден статус на жртва на семејно насилство која сведочи за нејзиното искуство уште пред 25 години како не ја заштитили институциите, од кој може да се заклучи поразително дека ништо суштинско очигледно не е променето и до ден денес. Поради ваквата нефункционалност на институциите, тогаш жртвата заминува да работи во Ирак, иронија, држава која тогаш иако беше една од најнебезбедните држави во светот, за оваа жртва на семејно насилство била многу побезбедна од оваа држава која никако не ја заштитила. И затоа за крај јас овој 8 март можам да им го честитам само на оние жени кои имале храброст да останат да живеат тука, кои имаат храброст да создаваат потомство тука и кои имаат храброст да градат и нива тука во држава каде што очигледно никој не ја гарантира нивната безбедност и нивниот живот е во поголема опасност дури и од земји кои се во војна.